Почитувани влюбеници во уметноста, културата, литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Денес имам многу интересен соговорник. Целиот дише со уметност, мода, тој е по диплома графичар, значи има завршено на факултетот за ликовни уметности, но е многу познат во македонската и пошироката јавност како моден дизајнер. Можете да претпоставите дека се работи за Никола Ефтимов. Јас му посакувам добре дојде во емисијата Астрорум и се надевам дека во овие кризни времиња го наоѓам во добро расположение и дека сите услови за уметниците се инспиративни. Добре дојдовте, Никола. Добро ве најдов. Благодарам за поканата да бидам дел од вашиот убав свет. Благодарам, а вие секако ќе го разубавите. Па на прашањето дали сум добар сум, благодарам. Нели, колку што се може во оваа кризна ситуација, сите некако се најдовме затечени, меѓутоа мислам дека креативците постојано наоѓаат некои решенија дури и во тешки моменти, нели, да опстојат и ментално и физички секако, меѓу другото токму ради нивната креативност и типовите на професија кои што се занимаваат. Велат дека многу подобро на ментално ниво поминуваат луѓето што имаат некое хоби или што се занимаваат со уметност, а токму тоа го потврдивте и вие. А оние што досега имале неоткриени таленти, верувам дека во овие 5-6 месеци и имаа шанса и ги открија. Никола, оваа емисија е онака еден вид на портретна емисија. Малкумина во македонската јавност не ве познаваат, но јас би сакала да ве вратам во минатото, зашто вашиот животен стил, се она што споделувате преку социјалните медиуми, луѓето што ве познаваат и не по линија на професијата, туку и вака, гледаат дека сте целиот во тој свет, во модниот свет, во уметноста. Од кога дознавте дека сакате да се занимавате со ова? Дали далеку ви одат сеќавањата? Кој ве допре со најубавата работа на светот? Најверојатно било некој за мене среќен сплет на околности, затоа што од една страна моите родители ми дадоа некое доста така сериозно воспитување во однос на дисциплината, меѓутоа од друга страна имаш и баланс со неверојатната слобода која што ја добивав во однос на себе истражувањето и сум бескрајно благодарен што некако од најмали години постојано ми изненадувале со книги, со плочи со убава музика, понатаму не знам, сум знаел да се вратам од поминато лето во Загреб и да ми кажат дојди да видиш што те чека во дневната соба и на некој двостет да видам распослани книги, боички, значи веднаш тие ја уште во најраната возраст некако ја открија, тоа не можеше да се сокрие креативноста и ја охрабрува. Имав среќа да, нели, покрај таа слобода за себе откривање и да ми се дадат можности, нели, тоа да го правам во смисла, нели, на материјални
Па дури и во моментите кога биле најтешки кризни, секогаш, не знам, моите родители штеделе од нив, а никогаш нас децата не скратувале, токму кога книгите, материјалот за работа и така натаму бил во прашање. И некако сето тоа си одеше по, за мене, логичен пат. Јас едноставно во тој момент, во тие периоди не барав логика, меѓутоа едноставно се следев самиот себе. Не знам, од најрана возраст одам во музеи, знам прв пат кога влегов во еден посериозен музеј, мислам дека целиот добив некаква треска од возбуда што стојам пред такви големи дела на сликарите. И некако, не знам, имам среќа да мојот тип на креативно изразување, работење и така натаму никогаш не е надвор од она што е приватен живот. Некои луѓе нели велат јас работам од толку до толку, па се враќам дома и веќе не мислам на работата. Мојата работа е мојот живот и таа авантура трае 24/7, не е прекината, мислам, од кога се познавам самиот себе. Вие завршивте во класата на Костадин Танчев Динка. Значи, знаеме дека тоа е еден вид на пионер, иноватор кога е во прашање графичкиот дизајн, а вие како уметничка душа и некој кој што е предодреден да биде уметник, не можевте да наидете на подобар професор кој што ќе ви отвори некои нови перспективи, па претпоставам дека на тоа се накалеми и истражувањето потоа и во модниот дизајн. Па дури во модниот дизајн вие не се држите до една платформа, туку истражувате во различни области, се занимавате и со педагогија, ја имате сопствената марка или познат бренд Николај Ефтимов, создавате во дел од работното време како слободен уметник, во дел како ангажиран уметник. Ви даде ли тоа можност, повеќе можности, што ете се најдовте токму на таа катедра? Не чисто сликарство, не вајарство, туку графички дизајн, кој што еве помина во моден дизајн? Па, некако покрај среќата што имав со моето прво обкружување дома, навистина можам да кажам дека имав и голема среќа со моите професори, луѓето кои што ми го даваа знаењето несебично, и меѓу нив беше секако и мојот драг професор Костадин Танчев Динка, кој на некој начин ми го обои факултетот за ликовните уметности во Скопје. Јас тие 4 плюс дипломска работа години што ги поминав на таа институција, Динка постојано не само што ми го даваше она потребно техничко знаење за иден графички уметник, меѓутоа и се сеќавам на еден момент кога дојдов во прва година помалку збунет, гледав дека некои луѓе прават веднаш некои абстракции, се чудев како толку брзо влегле во тој свет или начин на изразување. И јас еден час му кажав, професор, јас не можам да бегам од самиот себе, морам логично некако да ги изедам сите чекори по пат. Јас не можам да правам работи кои што се едни за академија, други за мене. И тој тогаш ми рече, душата е една и нема потреба да се двои. И тој тип на искреност, меѓутоа и би рекол едноставна мудрост, на некој начин ми го одбележа и подоцнежниот пат и како моден дизајнер, меѓутоа и во однос на ликовната уметност. Постојаното инсистирање да, без разлика на дадениот момент, на, не знам, одредена ситуација животна, да не се лишиме или лишам од тоа што сум јас како личност и како автор.
Дојдовме до моментот и Италија, Академија Италијана, многу позната менторка, имавте можност да ја изберете, отидовте токму на таа академија заради менторката или самото тоа име, тој бренд гарантира дека кој да биде со вас од професорите ќе го добиете максимумот? Пред да заминам за Италија, јас ме примија на Ликовна академија на постдипломски во Љубљана на графика. Меѓутоа беше период кога јас се уште не го знаев постоењето на Академија Италијана како институција. И покрај сите чекори што морав да ги направам за да аплицирам во Љубљана, нели се запишам, веднаш го заборавив тој ден, од кога видов за школата во Фиренца. Имав среќа да фатам Академија Италијана во периодот додека беше концентрирана пред се на италијански и период кога во неа циркулира голем број на врвни професионалци, како од областа на практичниот модерн дизајн, но и врвни луѓе од аспект на историја на костим, како мојата менторка Елена Росони, или историја на уметност, како Аурора Фиорентини, која што е врвен познавач на историјата на модата, која е меѓу другото и творец на музеот Гучи во Фиренца, така да многу често покрај дишењето на Фиренца како инспиративен град и добивањето на знаење од прва рака од луѓе кои што се специјалисти за различни области од модата. Исто така, тој период ми беше и период на некое 24 часовно сонување. Имаше моменти кога дури и некако се подштипнувам за кожа да видам дали сум таму во тој град, обкружен со сета таа убавина. Например, токму кај мојата менторка Аурора Фиорентини, предавањата беа во една ложа од палатата во која што беше сместена академијата. И нашите прозорци гледаат токму на Палацо Пити, или поточно во делот на кај што е и Сала Бјанка, каде што токму е родена италијанската мода во периодот по Втората светска војна. Така да беше едно преубаво искуство. Некако повторно се склопија коцките да бидам обкружени со многу добри педагози и мислам дека јас без тоа италијанско искуство не ќе можев да се наречам професионален моден дизајнер. Можам да замислам каква идеална ренесансна бајка и модерна било тоа, не само сонување, туку и живење. Споменавте историски костим. Некако и самите толку познавање и толку интерес за историскиот костим. Јас кога сум ви ги читала вашите интервјуа настапи, вие редовно некако се фасцинирате од таа историја. Таква ви беше и темата. Интересна на вистина магистратурата. Генералниот наслов беше некаде на линија уметноста како мода. Меѓутоа, во разговор со мојата менторка за изборот на темата на истражувањето мое, некако се обидувавме од една страна да најдеме тема која што е блиска на мојот сензибилитет, меѓутоа од друга страна сепак затоа што станува збор за мастер студии и да има доволно стручна литература. На кај решивме заедно темата да биде ексцентричниот машки костим во последните 3 века, од периодот на владењето на Луј XIV,
па се до некои појави на контрамодата во 20 век. И за мене, покрај целата работа и на креативните колекции, со мојот еден друг одличен професор Лучо Антонучи, кој што имаше големо искуство и од индустрија, меѓутоа и во работата на ателијата за висока мода, и кој во еден период беше и председател на Сдруженијето на Филантиското сдружение на изработувачи на облека по мерка. Сепак покрај, значи, целата таа практична работа, дизајнерска, на некој начин врвот беше и тој истражувачки дел, кој некако барем во таа фаза во која се наоѓав тогаш ми дорасветли некои за мене интересни феномени, меѓутоа и пред се она што постојано го инсистирам и во работата на современиот дизајн, меѓутоа и кога е вплеткан историскиот костим, на таа релација помеѓу облеката и контекстот во кој што настанува и се носи. Извинувам, да? Ако сакате да се доискажете, но да ве прашаме ве следно, не е проблем. Ве го искористија ли тоа ваше знаење нашите театри и театрите во околината? Сепак, познавањето на историскиот костимографија е многу важно. Имавте ли шанса да го пренесете ова научно, да речеме, истражување, да го пренесете на терен? Кога би погледнал процентуално она што го имам сработено како моден дизајн и она што е како дизајн на костими, дизајнот на костими е во, за жал, многу помал број. Помалу бројни се проектите кои што ги работев како костимограф, и тоа од најразлични причини. Некогаш дури се случувало да кажам јас повеќе не работам со театрите, меѓутоа понекогаш пак се случувале ситуации, би рекол, кога ќе се спојат коцките некако или од аспект на креативен тим, па дури да немало некои високи буџети, например проектите со Срđan постојано ми биле провокативни, со него имам работено неколку представи, меѓутоа понекогаш се случувало и да, како во случајот на аферата Елсинор на Љубиша Георгиевски, да ме поканат токму поради делот со историските костими, затоа што во таа представа еден од чиновите имаше костимите беа со многу јаки референци на историскиот костим. И не знам дали е сплет на околности или ситуацијата со театрите кај нас, меѓутоа некако сепак поголемиот акцент го ставив на работата како дизајнер. Меѓутоа тоа не ме спречува во буквално секојдневното читање, ако ништо друго на, не знам, некоја статија од интернет поврзана со историјата на костимот и историјата на модата. А за среќа неколку институции кои што беа умни во Македонија да го воведат и тој предмет, ми даде можности со моите млади колеги да споделам дел од моето знаење. Покрај креативниот дел од оваа приказна, голем импакт, влијание има и педагошкиот, споменавте, без разлика дали станува збор за формално или неформално образование. Вие бевте дел и од универзитети, но сега чинам дека се уште е актуелно вашето присуство во Џолев и уметности. Се покажува дека тоа е едно неформално место, меѓутоа многу сериозен кадар излегува оттаму и сериозни предавачи има. Колку што знам и претходен мој соговорник Никола Булевски-Буле, Небојша Вилич, од различни, од она што го гледам, барем ми изгледа сериозна личната карта на оваа институција. Дали зборувате за таму дека имате можност ова знаење и од историјата на уметноста, историските костими и
денешната мода да го пренесувате? Да, тоа е едно од местата поврзани со мојата едукативна работа. Точно е дека во рамките на таа институција, повторно иако без разлика што е неформално образование, постојат и како релевантни предавачи секој од својата област. Јас сум во делот на модниот дизајн, иако кај нив има и графички дизајн, визуелни уметности и така натаму. Покрај она програма која што се работи, нели, што е однапред дефинирана, објавена на веб страниците, на објаснета на студентите и така натаму. Од друга страна, како ментори, ние имаме и можноста да некако интервенираме, затоа што 2 семестри знаат многу брзо да поминат. Понекогаш дури кога имам некој екстра простор во рамките на одредено предавање, знам повторно да се навратам и на некој проблем од историјата на модата и да го ставам и во некој предмет кој е, да речеме, повеќе практичен, например, дизајн на колекција. Ова е од повеќе причини, затоа што најнапред постои во теоријата на модата мислење дека ние дизајнерите фактички не измислуваме нешто целосно ново, туку едноставно на некој начин базирани на личниот багаж што го носиме и што и не има формирано како битија од раѓање па до одреден момент во животот, го комбинираме со знаењата стекнати, нели, од искуството на другите луѓе. Тоа е особено видливо, мислам дека во моментот најголемиот напредок во модниот дизајн е од аспект на технологија на материјали, на нови материјали, паметни материјали и така натаму. Или да речеме материјали кои што покрај употребата во модниот дизајн имаат и некој друг тип на бенефит за тој што ја користи облеката или додатокот направен од таков материјал, меѓутоа дека многу често и рециклираме ние идеи. И тоа е големата втора компонента во градењето на изразот на еден моден дизајнер. Меѓутоа, ако ги анализираме и тенденциите и трендовите, особено во последните неколку децении, иако тоа не е нова појава, постојано имало низ историјата на облекувањето повикување на некоја мината епоха, сепак можеме да видиме дека постојано се препрочитуваат некои елементи од измината деценија, век и така натаму. Па знаеме и дури во најпопуларните списанија да сретнеме наслови Инсе 60-тите години, 50-тите, 20-тите и така натаму. За да еден дизајнер направи истражување пред да почне креативната работа на колекцијата, треба да направи добро истражување за периодот на кој се реферира во неговата работа. Некогаш тоа истражување е формално во однос на боите, текстурите, тканините, силуетите и така натаму. Меѓутоа, постојано ги охрабрувам студентите да не се задржат само на површината, туку и да влезат малку во контекстот на тој период на кој што ги прават тие референции. Па дури на политиката, економијата, општо културата, уметноста во периодот или културата која што ја земаат како инспирација. И неверојатно е како кога, затоа што исто така, иако не беше дел од ова прашање, во модниот дизајн се постои нешто што се вика методологија на дизајнерска работа, се знаат чекорите како се почнува работа на една колекција, почнувајќи од истражување за целната група, нели, па преку истражување за самата инспирација или тема. Кога вака работат студентите, од една страна се сигурни дека производот, дури и да се поклопат слични решенија, е нивен авторски,
и може да застанат позади нивната работа и да ја одбранат. Меѓутоа, од друга страна, ги тренира затоа што во модниот дизајн, како и во сите професии, впрочем, учењето е додека сме живи или додека сме активно во професијата. И секоја наредна колекција покрај или крајниот резултат, кој што е често пати и шминка во пиарот, во маркетингот и така натаму, меѓутоа зад него стои огромен труд и огромна работа и покрај тој крајен резултат, самиот процес на дизајнирање на секоја нова колекција е нов предизвик, меѓутоа и нова лекција за учење. Вие говорите кога би станувало збор како се пристапува идеално, систематски, како би требало да изгледа процесот, но тоа не е секогаш така. Сведоци сме и на квази уметност и на зацкривање зад постмодернистички идеи, но некако суштина туку како некаков параван за надоместување на недостатоците. За среќа и во нашата земја постојат луѓе како вас, вие соработувате исто и со вашиот постар колега Изет Цури. Значи, сите професионалци некако се поврзуваат, се вмрежуваат. Можеме ли да говориме за некаква база на нашата модна индустрија во таа смисла? Не зборувам за конфекција, туку зборувам за висока мода. За да дојдеме до тој момент, најверојатно ќе треба да се изодат уште неколку чекори. Јас се сеќавам некаде од периодот на доцните 90-ти години, кога си дозволив да се наречам професионален моден дизајнер, иако дипломирав некаде 93-та, да сепак ми требаше долго време за да тоа моден дизајнер го ставам до никога ефтино. Затоа што постојано сметав дека јас не сум подготвен професионално да ја работам мојата работа. Се сеќавам на тој период, се уште постоеа дилеми, што е работата на модниот дизајнер, дали е тоа цртачот, дали е тоа кројачот, зошто се оди на моден дизајнер, меѓутоа исто така и релацијата и со оние сегменти на модната продукција кои што генерираат пари, а тоа е индустријата. Кај нас долги години важеше правилото дека сопругата на собственикот на некоја фабрика е и најдобрата дизајнерка, таму која што решава што ќе се пушти во продажба или во производство претходно. Сакам да кажам дека треба време да помине да се созреат сите услови. Меѓутоа, добар показател, како што и соработката со, например, и со господинот Изет Цури, кој што верувам дека поради неговото повеќе децениско работење во Париз е добро познат исто така на пошироката јавност, е време кога барем на лично ниво луѓето почнаа да разбираат дека не може да одиме напред доколку личните его моменти, суети и така натаму не ги тргнеме настрана и почнеме ние барем во нашата област да соработуваме. Сега исто така не смееме да заборавиме дека имаме еден друг проблем, а тоа е дека не потресе и tekako не измести таа болна транзиција која што ја минавме или минуваме или кој како ги гледа работите, која што осиромаши средната класа, а средната класа знаеме дека е таа која што го води општеството напред, тоа се луѓето кои што држат до образование, до купување книги, до одење на театрски представи, грижа за животниот стил и така натаму. Кога некако ќе успееме да ја консолидираме таа класа, се надевам, многу работи ќе во нашето општество и ќе заживеат. А во тој контекст и самиот моден дизајн. Затоа што во некои идеални повторно услови, моите идеални клиентки не би биле жените што се од вчера богати,
покрај нивните сопрузи или покрај нив самите по себе, туку тоа се професорки, уметници, жени од културата и така натаму. Долга и широка е оваа тема и на самиот крај, накусо како некој блиц прашалник, знам дека читате, слушате музика, живеете со уметноста, што во моментов читате, слушате, што ве окупира во овој главно изолацијски период? Првите месеци на кога не затворија, тоест кога требавме и со право да бидеме дисциплинирани, да не отиде ширењето на заразата крајно неконтролирано, земав да работам рачна работа за да ме некако бидам ангажиран креативно и постојано покрај она што го имам дома како музика, а тоа се со децении собирани работи, одев на YouTube и си барав музика, нели што би слушал на слушалки додека работам. И покрај мојата омилена барокна и ренесансна музика, иако тоа не е се што слушам, некако последниот период, не знам, чудно, нема, ќе ми се врати Месија на Хендел. И земав да дури, иако мене знам некогаш се обидувам да не се однесувам обсесивно, меѓутоа некогаш кога ќе чувам некоја добра изведба, сакам да ја слушнам 10-20 пати, за да што е можно повеќе нијанси фатам во изведбата. Меѓутоа после барам други изведби за да го видам тој личен, нели, однос на музичарите према одредена арија или према одреден дел од музичкото дело. А во однос на читањето, во периодов, за жал, можев да читам само статии, поврзани најчесто со уметност или со историја на мода, историја на костим. Меѓутоа, по пат ми се неколку книги што ги нарачав, поврзани се со духовност на Тома Аквински и се надам дека што побрзо ќе пристигнат кај мене. Иако морам да признам дека веќе оние проекти што ги работев, едве чекам да ги сработам, затоа што ме чека и друго купче на книги покрај мојот кревет. Речи си, сите луѓе се чувствуваме така, недостасува концентрација, ова секако има влијание што ни се случува со пандемијата на сите нас, но после секој дожд доаѓа и сонце, конечно и после сите проблеми дошла и ренесансата во различни периоди, не само на ренесанса, многу логичен след на работите. Јас можам да ви се толку минути останаа да ви се заблагодарам за овој разговор. Не споменавме ниту за вашите колекции, за многу нешта, бидејќи за човек со толку богато портфолио не се доволни само половина час или повеќе од тоа, малку повеќе од тоа. Кога ќе се видиме во живо, кога ќе дозволат условите, јас ќе ви подарам една книга од продукцијата на Арс Ламина. Може да биде по ваш избор, но се сетив дека тука покрај мене ги имам. Не знам дали прочитавте дека внуката Воскресија Андреевска, која што ви е колешка, графички дизајнер и уметник, ги реобмисли ликовно книгите на Петрема Андреевски. Тоа се 10 книги, многу се интересни и многу се убаво визуализирани. Така што, ете, тоа нека биде подарокот од Литература МК и Арс Ламина за вас. И да се видиме во некои подобри времиња и она што ферментирало сега кај вас, да го видиме и на модната писта и преку вашите наследници, оние на кои што им го предавате вашето знаење. Благодарам. Благодарам за поканата. Ми беше неверојатна чест да бидам дел од ова емисија.
Посакувам големи успеси и се радувам на средбата во живо. Благодарам.